За прв пат годинава дојдоа како почесни гости на 45-та галичка свадба конскиот принц Газанфар Али Кан и принцезата Рания Ципа. Галичани гостите ги прочекаа скоро старите абети. Нам не се познати овие обичаи. Исте системот, музиката, танците, слично е. Младожената 30-годишниот Горан според традицијата го покани кума во чашка ракија. Побратимот на Срецала го извлече младоженецот за да покаже дека тој ќе остана свој семејство. Татовите на кумиот тридоа по невестата. Дафина го чека својот избраник, гледајќи низ прстен, за да може да му влезе во срцето на момчето. Невестата ги пречека свекорот и свекрвата, бакнувајќи им рака. Свекрвата им посака на младенците што побрзо да добија внучима. Ќе се потрудам поточно мајка да бидам, бидејќи јас имам и ќерка и два сина. Помјачките адети Горан и Дафина се венчаа во црквата Свети Петар и Павле. Се венчава работ Божи, Горан, со рабењата Божја Дафина, во името на Отецот и Синот и Светот. Галичката свадба секоја година привлекува огромен број на туристи. I'm from Dallas, Texas, and I think my Јас сум од Далас, Тексас и многу ми се допадна кога мажите танцува. Беше ви извондредно. from Connecticut in the US. Јас сум од Конетикан сад и многу ми се допадна обичајот со коњите. За долго сеќавање, посетителите се избираа рачно изработени галички сувенири. Покрај худскиот принц и принцеза, кои што дојдоа денеска како почесни гости на овој настан, тука присуствуваат и над 100 странски туристи за да ја видат оваа свадба. Ова село, кој зрачи со својата уникатна архитектура, природни убавени традиција, може многу лесно да прирасне во вистински туристички центар, но се уште живее само во текот на летните месеци за време на галичката свадба.